Добро дојдовте во уште една магична сцена. Се снимаме во фан продукција во Прилеп со прилепски актери Катерина Чекмаковска и Калинческа. Во Прилеп актерките сите имаат по 2 презимиња, чисто да знаете. И во Скопје до душава прилепчанки, затоа вода Торо и Илија Волчевски кој што нема второ презимиле. Зошто така? Па не знам, не сум мажен. Не си уште мажен. Не уште дадена. А ти си дадена? Дадена, да. Лесно беше давањето? Лесно. Поводот за снимањето со овие двајца прекрасни млади актери, млади се уште сте. Млади, да. Јас Кате, не знам. И Кате не е веќе млада? Кате не знам. Види, чим се дадеш еднаш веќе не си млада Кате. Значи не сте во право, ама добро. Едни преубави приказни што ги играат тие заедно со своите колеги Јасмина Мицовска и таа има уште едно презиме, Станковска и Црцоровски Димитар, кои што во моментот се зафатени. Димитар ни е во Хрватска заедно со Прилепскиот ансамбл кој што таму ја дава представата Глембаеви во копродукција со не сум сигурна или ако знае копродукција се со некој хрватски театар, не знаеме точно кој. Ќе ги снимаме и за тоа ќе видиме од режија на Бранко Брезовац, ќе се кажат тие. Но затоа ги имаме за убавите приказни што ги направивте во 2019 година, представа која што излезе пред самиот фестивал во Еден Чернодрински и која што успешно се игра веќе. Да, па не знам точно колку пати ни е изиграна. Не сме многу по статистиките. Статистички податоци не пратиме. Не пратиме, ама видно доста ни е изиграна, навистина, да. Текстот е на Билјана Србљановиќ, така. Можам да кажам дека е современ текст кој што се случува дејството за време на војната или после војната, ова е најновата војна што имаме. Во Београд се случува во некој населба со многу згради каде што се има темно паркче и децата се играат во паркот. Интересно за представата е што овие двајца млади актери во представата глумат ем млади, ем стари. Да. Ајде видиме тоа како одеше. Па малку чудно беше на самиот почеток, морам да кажам дека имавме некои навистина големи стравови и дилеми во однос на тоа. Самиот текст пишува во оваа представа сите што играат сме деца кои што глумат возрастни и потоа пак се деца. И тоа е навистина малку комплицирано и за играње и за разбирање и за се. Како течеше процесот, ние некако ќе запреме и ќе речеме чекај сега, овде сум голем или сум дете или сум, навистина беше малку чудно, ама текстот е напишан, се знае кога е голем, кога е дете. Во принцип се знае, да. Мислам дека се разграничени се сцените кога се возрастни, кога се деца, ама сепак те збунува затоа што имаш момент кога си родител, а уствари си дете. Поидовно се сите деца. Звучиш како дете. Треба да звучиш како дете, уствари играш родител. Малку да, комплицирано е. Вие сте слушали со маж и жена, сопруг и сопруга и во следната ситуација сте брат и сестра. Да, како деца сме брат и сестра, во игриве што си играме сме маж и жена и некако крајот како ви го фати, како ви го фативме крајот, да, малку тешко вистина. Тешко најмногу на Црцор, пошто тој е дете и се жали во представата дека секогаш јаде ќотек, дека зошто секогаш јас да бидам дете. А тој ви е ваш син, кога сте мајка и татко. Кога си играме семејство, тој е секогаш наш син, по потреба и ќерка. Да, морам да напоменам. Ликот од Јасмина е ликот на Надежда, која се вклучува во нашата игра, не и од нашето мало, ама се вклучува кај нас во нашето мало и во нашата игра, се вклучува како куче и на крајот представата ја разбираме незината приказна, пошто во текот на целата представа молчи, ја разбираме причината зошто молчи, зошто има тикови, грчеви се појавуваат такви движења, али зошто? Ќе видите на самата представа, да не откривам уште сега, да. Колку е тешко во улогата на Јасмина, можеби сте биле и вие некојаш во такви ситуации, да сте на сцена, да не зборувате, да треба да искажете и емоција и некои ставови или било што. Така, се обидувам да се сетам дали сум имала таква улога, нешто слично јас сум немала во досегашната кариера, ама претпоставувам дека е прилично тешко и е дека е една прилично захтевна задача. Дали е македонски или српски? Се трудев дали се ичавам дали е српски или македонски. Така да колешката Јасмина захтевно не знам.
Срамота, ама не знам. Ај, ќе ни текне додека зборуваме. Оли, ако му текне да кажеш Оли. Колешката Јасмина, мислам, сама е најдобро да си кажам, а во моментов не беше во можност да дојде. Ве поздрави сите. Тешко е затоа што кога имаш средство, јазикот како средство, кога го имаш текст, реплики, тогаш некако имаш секогаш за што да се фатиш. А кога си без текст, тоа е само на емоција чиста, на ситуација, тогаш сигурно функционираш малку потешко и поинаку. Сега принципот на кој дошла до улогата мора сама да ви каже. Да. Кате, вие сте цело време двајцата или мајка и татко или маж и жена или сте брат и сестра? Да. Кои парчиња ви беа полесни да ги направите мајка и татко или брат и сестра? Па не знам, не можам да ги разграничам така. Можда маж и жена каде што бевме полесно ни функционира. Да, поблиско ни е до годините да речем. Да, а брат и сестра сепак таму сме деца и некако мораше да чудно малку. Да си ги бараме децата, јас верувам дека ги имаме децата уште и верувам дека доправа ќе ги има, ама сепак малку е потешко децата отколку возрастните. Ама функциониравме и како брат и сестра и како затоа што ние си се сакаме и како брат и сестра. И приватно. Да. Него нема кој не го сака или то Па и ти е. мене исто нема кој не ме сака, да. Добро, тебе те дадовме сега, затоа веќе правиме муабет за име. Или тебе уште не те даваме, така? Мене не. За таа тема не по 2-3 години вака го зборуваме, не знам сега за сега не. Кажи ми, Милош Андоновски е режисерот? Да, Милош Андоновски е режисер. Како дојде соработката, како ве одбра, зошто баш вие разговаравте? Па од претходно се знаеме со Милош пошто се начекавме на академија. Тој беше една година пред мене, студираше театарска режија. Тој кога беше втора, јас се запишав прва, така да имавме некои 3 години соработка на факултет. И горе-долу на некој начин. А тебе, фала Богу, на факултет сите те знаеа, пошто им беше најдобар студент со уназад генерации и генерации. Па, добро сега. Дискутабилно прашање. Така е. Со Милош се знаеме, си огледавме развојот на некој начин, дури студиравме и после тоа се следевме со представите, така да кога видовме дека Милош работи во нашиот театар, ни беше супер и мило и мислам дека немаше толку проблем за поделата, пошто од претходно не знаеше па и мене, па и Кате. Исто така, да. И Прв пат соработувате со Милош двајцата? Да. Да, во професионална представа, да. На факултет имаме соработувано. Да. Јас и на факултет нема соработувано прв пат. Да, јас се начекав и на факултет и супер ни беше соработката и на факултет и сега дури се онака малку позрели така на друго ниво нешто да ме правевме муабет. Мислам дека колку актерите им помагате на младите режисери, повозрастните режисери, нормално дека не може што да им помогнете, макар што во ситуација сигурно и тие добро би им дошло некој совет од актерите, но кај младите мислам дека е баш поголема потреба од некоја поддршка од ваша кон нивната работа. Мора да има таа поддршка, поготово кај младите режисери, затоа што сепак тие не се со некакво огромно искуство или со багаж, јас не ги подценувам воопшто, ама едно е режисер кој што има 2 години искуство, 5, 10, 50. Така да во секој случај, ама па сме поблиски со годините и некако се компензира. Полесно се разбираш, погладко оди комуникацијата, разбирањето во однос на решавање на некои сцени, решенија, даваме и ние решенија и тој. Конкретно за процесов супер ни беше затоа што тој цело време имаше еден принцип Милош, на секоја проба ни носеше по нешто од тој период, од 90-ти, што е некако приближно на периодот наш кога сме растеле на детството и толку многу на носталгија не фати и значи ни носеше кувари некој од тоа време, мастики, лижалчиња, музиката е од тој период, значи со тој баш од тој период е музиката и толку некако ни најде некаков начин за да не внесе во цела приказна, за да профункционира, за да заживееме. И резултатот мислам дека испадна супер. Прилепски театар, јас кога и да снимам со било кој театар, стално напоменувам, ако сакате, обично тоа со скопјани, затоа што многу тешко доаѓаат во Прилеп да гледаат представи, исто и за Битола важи. Да.
Викам, појдете во Прилеп и во Битола да видите што е убава представа, затоа што навистина представите кои што се во Прилепски театар направени, можеби не се многу по број во годината, и во Битолски театар кои што можеби не се многу во број во годината, но навистина се сработени со љубов во најмала рака и сработени се до перфекција преубави и модерни театри, можам тука да кажам и Прилеп и Битола сте напред во чекор со времето, дури и понапред речам во однос на останатите театри, но исто така и за некои драмски или убави представи, текстови, стварно, ако јас кога доаѓам во Прилеп, кога доаѓам на театар, уживам во самото тоа, без разлика што салата е катастрофална, што условите ви се никакви, повторно вие како финален производ вадите нешто кое што е идеално. Па, прво фала за комплиментов, мислам фала е од име на цел Прилепски театар. Јас најдов од име на цел Прилепски театар да зборувам што не сум ни вработен, да. А чекај, додека не си вработен, кажи ми, зошто не си вработен од Прилепски театар? Не знам, ама сигурно има луѓе што може да ја кажат информација. Знаеш како, најдобрите кучиња се фрлат, како беше тоа? Или првите кучиња, не знам кое куче се. Да, па сега, не знам ништо колку време остана така за мојата трпеливост на некој начин. Али добро. Колку години си завршен? 4,5-5, така нешто. Да. Тука негде. Министерство за култура, малце главата, тука дали имате семки или имате мозок, не знам. Здравје, ќе си дојде се во свое време, да. Како не се дојарува семките да излезе мозоков на површина. Изгледа семки има. Да, колку сакаш семки, да. Колку ве нервира некогаш тој однос од ресорното министерство спрема некои актери кои што навистина заслужуваат. Не, знаете како да има ред, да се знае ова, тогаш се ќе биде како што треба, но кога знаете дека некој си дојде таму е вработен заради тоа и тоа, тогаш навистина ти е мака во душата. Не сакам да навлегувам ни политички, ни некако било како, само знам дека ми е криво конкретно за случајов од Иле, затоа што ми е колега кој што на рамна нога игра со мене во сите скоро представи. Не можам да се помирам со фактот ако некој игра на рамна нога со мене, а не е вработен, јас земам плата, тој не зема и навистина не можам да се помирам со тоа. Иле да не мисля дека си вработен, сушност, пошто Иле глуми во сите представи. Да, реално во сите, во многу. Знаеш, има заборавено, мисля тоа. Може тоа. Навистина е така, доаѓа режисер, го бара рамно со нас Иле, си го знаат сите и си го бараат. Така да е веден апел, најдобронамерен во однос на сите студенти, не само на Иле, што не се вработени, што се квалитет, нормално да се вработат, што поскоро, за да имаме уште една да ни бидат театрите побогати со луѓе кои што ќе твориме заедно. Неодамно во Скопје имаше испраќање во пензија на Диме Илиев, кое што беше преубаво направено. Колку пензионирањето на вашите колеги актери во Прилепскиот театар, значи заминување нивно од театарот и дали е воопшто тоа можно во Прилеп да се случи, затоа што знам многу од актерите кои што отидоа во пензија повторно се активни на сцена или ако не се активни доаѓаат на скоро сите представи да ги гледаат. Па идат, не значи пензионер. Прво му честитам на Диме Илиев, колегата почитуван, со здраве да си ја троши пензијата и да си игра уште многу долго време. Не мислам за еден актер дека е крај пензионирањето. Имаме случаи во нашиот театар. Трајче Ивановски, Ван Дески исто така. Не знам колку години е во пензија. Појма немам, искрено точно не знам, ама да. Верувам дека еве сега сите што се на праг за пензија, татко ми, Ашата, лета сите се таму на година како се не знам, ама ги чека пензија, здравје Боже и се надевам. Се оди, што вика татко? Па, мислам дека не многу, ама сам ќе ви одговори, не знам, навистина некако е поделено така, ама мислам дека не му се оди многу во пензија. Му се игра уште. Така да се надевам дека и за нив исто ќе се играат и по пензијата, само здравје Боже. Борис Чорески од Битолски театар исто е во пензија поеден, кога одеше во пензија и беше така целиот разочаран, леле сега што ќе се случува, како јас човекот што игра нонстоп на сцена или главни улоги или споредно, како сега ќе се оди во пензија и што ќе се случува со животот. Но кај него немаше некој голема пауза, тој повторно си го зеда. Баш неодамна снима во Битолски театар, го снимав и него, беше пресреќен, како да е прв пат на сцена, баш беше воодушевен. Секогаш ги спомнуваме по старите колеги ситуациите кои ќе настанат. Некои да е заминат во пензија
и да не игра во моментално во представата што се работи, стално ќе се подсетиме на нешто и замислете Ванде да беше или Џуме Бог да си го прости, сега ќе речеше вака, сега ќе направеше така, стално ќе се подсетиме на некои нивни изреки што ги кажале или случки што ги правеле, да, анекдоти или како би постапиле тие доколку би биле сега со нас, така да никогаш не исчезнуваат од нас. И на некој начин мило ми е што ја начекав таа старата гарда на глумци, да речам, пошто мислам дека сум па и последна генерација. Да, што и начекувам и младиве и стариве, да речам, на некој начин. Сега допро генерациите што идат од тие старите глумци. Вас ќе ме гледат како стари. Да, ние на средина тогаш сме, ни млади ни стари, така да јептен старите глумци. Кате кога ќе бидеш стара, леле. За некоја година кате сега кај да е. Да. Иле докај Прилепскиот театар, нели ќе се правеше планови. Јас поима не. Знаеш како да не чекат да се изгради театарот па да те вработат во новиот театар. Не знам да ако треба да земам да потпишам нешто побрзо да се потера некако работава, не знам. Ако е до тој, јас навистина не знам, гледам за вработување да се отвори за театар нов, мислам нормално дека треба и сакам да има, пошто еве и јас би играл во него. Ако се вработам. Ама не знам до каде изградбата, дали има некој чекор напред или нема, рекоа дека има, па сега дали се стагнира нешто, навистина не знам, да не ширам џабе лажни информации. Да. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Кате, некако вашава генерација млада, од тапани во ноќите, како да беше она, не знам, пресекот кога се направи одскочна даска, ова е супер генерација и навистина вие, не знам, таму 10 актери, кои што во тоа време почнавте да глумите, направивте еден бум, да речем, во Македонија воопшто во театарскиот живот, затоа што направивте некои представи кои што бара тешка физичка исцрпувачка, можам да кажам, енергија на актерите, кои што вие идеално ја имавте. Немам ни еден друг театар гледано во овие во такво светло. Навистина вие тие представи што ги направивте тогаш и до ден денеска би ги гледал секој ден, но за жал ги нема на репертоарот. Одумират, не ми е ни јасно зошто одумират, но еве, одумрени се тие представи, но сепак се убаво се сеќаваме на сите тие убави представи што беа на времето, кои што и до ден денеска ве следи. Изминативе 2 години на Војдан Чернодрински, на пример, еве, тој што го имаме единствен, каков и да е фестивал, на каде што се надпреварувате театрите низ Македонија. Значи, минатата година главните актерски остварувања ги зедоја Александар Степанулевски и Марија Џумерко. За Пиреј минатата година добивте за најдобра представа, Да, со клетници. Мислам дека беше и и режисер, не можам да се сетам сега. Да, не можам да се сетам. Да, но во секој случај беше за најдобра представа сигурно. Колку ви е убаво тоа што сте како, еве да речем, како предводници на еден убав талас што почна во Прилепски театар? Па како не, сигурно е гордост да се биде дел од почеток на нешто такво. Конкретно мене ми е многу мило за тоа што имав можност да бидам дел од, па јас мислам 4 или 5 представи на Мартин Кочовски се конкретно овие што ги спомна. И едно непроценливо искуство, едно челичење, едно актерско и физичко и психичко и ментално на секој план. Челичење јас го викам.
затоа што ми беше некако и како од факултет, мислам, како што завршив, некој од првите професионални представи ми беше Кавказски круг со креда. И на почеток ти е малку чудно, ти е малку тешко, навистина имаше проби кога си одев со плачење дома. Страшно, до 5 сат на Сабајле сме останувале. И се со љубов. Модрици еден куп, јас имав една малку незгода во Кавказски, уште носам една лузна на тие конструкциите што беа, ако се сеќаваш, каде што се нишавме, ми заглави ногата на средина, па до ден денес си носам ете траги од представата, ама не ми е криво. Ти си ја паметиш за цел живот таа представа. Мислам не зажали во ниеден момент, затоа што тогаш не мислиш на ништо друго, едноставно си фокусиран на дејството, на тоа што треба да го правиш, и Мартин е еден таков манијак за тие работи, во најпозитивна смисла. До крај се прави се што се прави со крв и со пот и со месо, и не знам по колку кила ослабувавме сите на представа негова, конкретно на Кавказски круг, јас се сеќавам на премиера. Сите бевме по неколку кила ослабени со вируси, со паднат имунитет, со се и се што не знам, некој од колегите дојде од Битол, вика, што сте сите вакви? Како во болница да појдов. А на сцена не забележуваш ништо. Почнува представата, почнува магија, завршува и пак сме сите болни. Ама супер, многу ми е кејф. Не знам дали се надевам, мислам, Мартин нема завршено, и не само Мартин, имавме ние низа на представи од тој тип, сега да не ги набројувам, само конкретно затоа што праша за физичкиот напор во однос на представите. Мартин има допрва што да покаже и допрва што да прави, така да и новите генерации се надевам дека ќе начекаат едни такви прекрасни представи. Сигурен сум дека тоа така ќе биде. Иле машките вие мора да одите во теретана да ги издржите сите тие напори, така? Па да, нешто мора да има некоја физичка активност. Да сум физички активен доста. Ама дури јас онака кога станува збор за Мартин, пошто исто јас не знам 4-5 представи со Мартин имаме работено и ми е многу драг режисер и го поздравувам. И дури кога работиме со него и покрај тоа што сум физички активен, пак гледам дека многу трошам кондиција на проби, дека горе-долу дека стигнувам скоро до максимумот што можам да го дадам физички максимум. Така да треба вежбање, во секој случај треба тренинг за такви представи. Тешко ли е во представата и физички и ментално да си спремен? Тешко е. Во таквите представи треба да изразиш емоција, треба да исто така партнерски однос, да пазиш на сите технички работи, истовремено треба и физички да си активен, и нормално дека кога ќе се поклопат сите тие работи, на што да мислам побрзо, али затоа се пробите и стигнуваме до некој степен каде што имаме некој стандард и не се пуштаме под тој стандард. Никогаш не играме под тоа. Со тек на време сме го достигнале тој стандард за секогаш да видиме колку и да е слаба изведбата, колку и да е слаба представата, ама никогаш да не паднеме под некој под тој стандард што го имаме обележано на некој начин, али тоа е само со проби. Само со проби, и за физичката и за психичката, за секаква активност. И од едни хиперактивни актери кои што цело време се на сцена трчаат, рипаат, скокаат и глумат успат во сето тоа да биде една убава целина, доаѓаат вакви некои представи како чудесни приказни, каде што во еден мал круг сте затворени, во тоа импровизирано игралиште, една интимна представа, каде што веќе немате физички театар, туку имате оној другиот театар, емоционален театар. И како актерот оди на лизгалица од горе на долу, па пак треба да се искачи горе. Што се ви прават во вашите животи овие режисерите? На професија, ствари да, тоа е позитивната страна, тоа е да. Тоа е убавото, баш се пуштаме како по тобоганан, како на ролер костер да сме, и тоа е љубовта, жарот, искрата во наша професија. Секогаш си нешто различно, ама и те речам, чисто некогаш немаме до крај професионален однос кон такви работи, да ме кај ова ми е малку полесна представа, па можда не ми треба. Кажи ли? И него не му текне. Да, сме се лизнале така да мислам дека без разлика каков тип на театар работиме, дека секогаш треба да сме со максимална концентрација, без подценување, без опуштање на некој начин. Ката? Кај ти е поубаво горе кога си на лизгалицата или долу кога си? Па сегде ми убаво. Сегде. Ми убаво и горе, и најдолу, и на средина, и буквално сегде. Се додека
Ја сакам со цело срце мојата професија, мислам дека на сите нивоа ми е супер. Нека има, само нека има најразлични лизгалици и било што ние сме тука за да се пуштаме по нив. Крај на 2019 година, успешна 2019 година за Прилепскиот театар. Да. Впрочем, уназад години неколку е успешен Прилепски театар. Кажи ми што спремате сега, знам дека уште нешто спремаш? Во моментот спремаме со Кире Петрески детска представа, што здравје Боже треба да излезе во декември. Се работи за басни. Нема врска со Нова година? Не, ова си е башка, не е нешто со Дедо Мраз или нешто басни и мислам дека ќе биде супер. Сега сме уште во процес и не можам многу да зборувам за крајниот производ, ама од досегашните проби што ги поминавме, супер се забавуваме и се надевам дека децата ќе уживаат. Коле исто спрема представа. И Коле спрема, да. Коле почна со повозрастните колеги и како се викаш или заборавив текстот. Не знам. Го заборавив насловот Коле што го спрема, исто пред Нова година треба да излезат. Имате две една. Да. Аха. Комедија ќе биде тоа од Коле. Комедија како не и после не очекува роден денот на театарот Здравје Боже фебруар, така да за тогаш се спрема некоја програма по специјална што допрва ќе биде објавена. Така ти ќе го водиш конференцијата си на таа програма, претпоставам. Само работа, нема шанси без мене да помине. Обично, затоа ја прашав за Нова година, затоа што знам околу Нова година или на самиот ден на Нова година или тие денови околу Нова година, активни се прилепските актери, посебно младите вие. Не знам, лани се сеќам на Бина, тука имаше некоја поставено некоја представа како да беше за анимација за децата. Тоа е многу убава работа, децата да се анимираат, да се запознаат детските представи што ги правите се многу убави, затоа што така се развиваат генерации кои што би го засакале театарот. Да, детски представи мислам дека треба да се спремаат повеќе, уште повеќе. Сега од финансиска гледна точка, не секогаш училиштата можеме да ги донесеме. Замислете во еден месец во истото училиште 3 или 4 пати да влезе има и на детска представа, не секој може да си дозволи да дојде 4 пати во месецот на детска представа, ама мислам дека барем 2 представи во годината детски дека треба да има. Тако, ако не се представи, нека има било каква активност со децата, затоа што имаме инспирација од нив за да се вратиме во нивните години, во нивната фантазија, а секогаш ни треба, тие уживаат во тоа ние што го правиме на сцена. И како што кажав, ни се инспирација и мотив за понатаму за работа. Треба да се прават во секој случај. Еве за сега за Нова година, ако нема тако да ви биде Дедо Мраз, јас да влезам. Или е слободен уметник. Добро, ќе се одјавиме со желбите во 2020 година, кој ви се вака на прво? На прво, здрави живи со Господ напред. Тоа е прва работа. Полека се ќе се дојде со тек на време. Ништо не без очекувања или било какви некои големи желби и цели. Полека. А ние двајцата ти посакуваме едно вработување така. Кога таман таму се поклопи со годишнина на театарот. Дедо Мраз да му донесе вработување. Дедо Мраз да ти донесе вработување, а тебе каде решението во чорапот да види стајано. А тебе каде Дедо Мраз? Јас исто сум скромна и сакам само навистина здравје пред се. Вон чорапот отказ. Ако има некој театар друг да ме прими, еве отказ. Значи навистина здравје пред се. Колку и клише да звучи, без здравје ништо нема да можеме ни представи да играме ни ништо, така да здравје Боже. Многу представи, многу улоги, многу љубов, среќа и се што треба. Да има повеќе мир и љубов меѓу луѓето за разлика од такви некои подли задни намери, Пред се тоа сите ја правиме таа грешка, ама барем да се трудиме во 2020 да не сме толку злобни, повеќе на мир и љубов да работиме на тоа поле. Ете тоа ви го посакуваме и вам. Значи 2020 година да ви е преубава, мирна, здравје, весели, среќни, одите во театар. Има што да видите, ако сте од други градови, не од Прилеп, сега дојдете во Прилепски театар, има да се изнагледате преубави представи. Фала ви многу што не бевте дел од магична сцена. Фала ти, Александар, што си секогаш тука за нас. Секогаш.